посебна гордост, чест ни е, кој што тој огромен проект за рехабилитација, односно асфалтирање на најголем број на улици во градот, го започнавме минатиот месец и дел од овој месец веќе се реализирани околу 8 улици, кои што комплет се рехабилитирани. Со тоа ја подобруваме и сообраќајната инфраструктура и некаде околу 18.000 квадрати веќе се сработени. Од вкупните предвидени нешто повеќе од 80.000 метри квадратни, односно кога би го завршиле овој проект би биле околу 60 улици асфалтирани во нашиот град. Друг проект кој што исто така е од големо значење за нашата општина е средувањето на речното корито, со што ние навистина покажавме дека успешно се справивме и со поплавите во Прилеп, каде што исчистивме, отстранивме повеќе од 3.500 метри кубни на отпад, каде што и го канализиравме речното корито, посебно денешните активности каде што продолжуваат на почетокот на градското речно корито, со што не престануваме, него ќе продолжиме за расчистување на нешто кое што 30 и повеќе години се таложело во речното корито. Се најдуваме тука во непосредна близина и на раскрсницата пред Центарот за култура Марко Цепенков, каде што конечно идниот месец ќе започнеме и со реализирање на проектот Кружен тек на сообраќајниците, со што навистина би го растеретиле и онака густиот сообраќајен режим во овој дел од градот. Локалната самоуправа одвои околу 5 милиони денари за реализација на овој проект. Нешто кој што Прилеп посебно се гордее и каде што представува Прилепско светилиште, тоа е манастирот Трескавец, каде што навистина со реализирање на проектот за водоводната мрежа, со што учествуваме за почеток 3 милиони евра од буџетот на локалната самоуправа, конечно тој комплекс, манастирски комплекс, ќе добие вода. Во него, значи, како што реков, учествуваме со 3 милиони денари. Дел од активностите во нашиот град не се сведени само во реализација на урбанистичко решавање, него ние ги продолжуваме и помагањата во облик на субвенционирање, како на проекти од типот на субвенционирање на велосипеди, субвенционирање на во образованието. Огромни средства одвоивме, значи нема училиште каде што нема покажано реконструкција на дел од објектите, односно од капацитетот на училиштата, така и на нивната околина, односно хортикултурно средување, опремување со дополнителен инвентар. Со тоа не престануваме, значи продолжуваме комплет да го рехабилитираме нашиот град, кој што навистина заслужува една таква офанзива.